традиционални песни со извикување. Песните со извикување можеме да ги доведеме во врска и со нивниот магиски карактер, односно со символичкото значење на звукот, гласот, што го имал во традиционалните култури. Функцијата што имал гласот се гледа и во истражувањата во историјата на културата. Така, во космогониските митови, гласот бил почеток на создавањето на космосот, затоа што гласот бил во спротивност со тишината. Гласот е обележи на човечкото или овој свет, додека тишината го представува дивиот и хтонскиот свет. Имено, многу бројни се верувањата во различни сегменти од народната култура, кога звукот, песната, галамата, викањето, свирењето асоцирало на живот, на животниот принцип, додека тивките звуци или тишината на негова отсутност. Земајќи во предвид кога се изведуваат овие песни, прежетва, берење билки, свадбените обреди, значи во сегменти каде се очекува здрава заедница или нов живот, каде што се очекува плодносниот принцип, односно успешна жетва, каде житните култури биле главна храна на македонците, берење билки, кои во најголем број случаи се користеле за лекување, како и свадбата, со која се очекува продолжување на родот. Тогаш извикувањето можеме да го поврземе со истерување на нечистите сили што подалеку. Атрибутите на човечката култура и здрава заедница да зафатат што поголеми простори. Дека пеењето имало магиска функција, покажуваат и некои латински зборови кои означуваат и пеење и баење. Например, кантус, што значи пеење, глас и песна, или пак заколнување и баење. Кармен, што значи песна, но и прорекување или заколнување. Кантио, што исто така значи песна или пак заколнување. Според компаративните етномузиколошки истражувања, ваков вид на пеење се сретнува кај скоро сите словенски народи, со посебен заеднички акцент на јужнословенската група на народи. Оваа функција можеме да ја доведеме во врска со преминување од една состојба во друга, што е потврдено уште во ставот на Едмунд Лич, кој истакнува дека културата постојано користи вештачката бука, односно музиката, а во овој случај песните со извикување. Се користи музиката за означување на граници, односно временски или просторни, но границите не се само физички, туку и метафорички. Например, во свадбените обреди, песните, но и песните со извикување, се присутни при завршување на една фаза и започнување на друга. Така, например, при подготвувањето за одењето по невеста или излегувањето на невестата од татковиот дом, бричењето на зетот, го означува завршувањето на сепарацијата и влегувањето во лиминалноста, сведувањето на младите, почеток на агрегацијата и така натаму. Слично е и со жетварските и белјарските песни, во кој е означен периодот кога започнуваат земјоделските работи, како и пролет, летниот циклус. Поврзаност со заштитените обичаи кои се изведуваат на празникот Ѓурѓовден, водици и жетварските песни. Според основната обредна функција на овие песни, тие секако се поврзуваат со обредите и ритуалите при кои истите се изведуваат. Овие песни се дел од синкретичниот обред кој се изведува при пославувањето на празникот Ѓурѓовден, особено кај одењето по билки.
односно кај билјарските песни. За Великден, водици, специфичен е за женските водичарски обредни поворки. На Иванден, но и при свадбениот обреден комплекс, лазарските, жетварските и додолските обреди. Специфичната функција на извикот е мощно препознатлива кај жетварските песни, каде извикот има и сигнална функција.